мудрите луѓе велат дека за човек да не се разочарува, добро е своите очекувања да ги усогласува со реалноста. Тоест, она што го очекува, да биде она што реално и ќе го доби. Минатиот пат Гаго каже дека останал разочаран од состанокот што го имавме пред 2 недели, зашто очекувал повеќе. Очекувал дека желбата и интересот на луѓето, на нашите членови е поголем отколку што е реален. А може пак имало по нека вистинска причина, објективно, што не може да дојдат. Во секој случај, најмалку се разочарува оно што ништо не очекува. Но и тоа не е добро. Треба да имаме некои очекувања и добро е тие очекувања да се реални очекувања. Да одговараат со природата на нештата. Многу луѓе се разочаруваат кога ќе влезат во брак, зашто нивните очекувања за брачниот живот не биле, тоест она што го добиле не било според нивните очекувања. И во советувањето обично првото нешто што се кажува е дека брачните партнери не влегуваат во брак за да бидат задоволени нивните потреби, туку секој влегува да ги задовола потребите на другиот. И мажите обично бараат да најдат жена која ќе биде како кафињата 3 во 1. Да биде и кукна помошничка, тоа е добра домакинка што ќе се грижи за домакинството, да биде и добра љубовница, да биде и добра мајка на децата, но во исто време да биде една така грижлива, чувствителна сопруга, која ќе изслушува, ќе охрабрува и така натаму. Тоа се 4 во 1, не се 3 во 1. Да. Некој пак 31-та глава на поговорките мажите го земаат како прирачник тоа како да барат жена, сопруга. И кога нема да најдат, а таму пишува дека добродетелната сопруга како трговски брод кој далеко носи добра дома и незината светилка денонокно не се гаси. Работи 24/7. Не спие, ништо не прави. И кога нема да најде таква сопруга, се разочарува, зашто неговите очекувања се дека сите жени, добри сопруги, треба да бидат такви. И кога не се задоволуваат очекувањата, тоа ги нарушува понатаму пак и односите. Проблем е што многу христијани имаат погрешна представа или очекувања и за самото христијанство, кога влегуваат во заветни односи со Бог, тоест пристапуваат во живот во вера, нивните очекувања не соодветствуваат со реалниот христијански живот. Има такви и христијани кои шират и учење, кои привлекуваат христијани со едни лажни очекувања, нудејќи лажни очекувања, дека од тука натаму веќе животот со Христос станува песна, тоест веќе нема никакви проблеми, никакви грижи, тоа е совршенството. Апостол Павле беше внимателен кога проповедаше, например, на галатиските христијани им кажуваше дека преку многу маки ќе влезат во Божјото царство. Но солунците исто така им велеше дека сега од тука натаму, од кога поверувале во Христос, ќе ги очекува многу маки, многу проблеми, многу неволи. Коринтијаните пак си имали и они своја представа за христијанството, си имали своје очекувања, кои исто така биле погрешни. И овде ќе видиме, всушност на овој последен дел од оваа тема за гордоста, ќе видиме и од каде всушност се произлегува нивната гордост, кај се корените на нивната гордост, духовна гордост. До сега во овие 4 глави, изучувањето на овие 4 глави, видовме дека навистина имало многу гордост, многу фалби, многу критики, многу осуди, а сето тоа произлегувало од нивното чувство, тоест нивната представа која имале за самите себе си како за нешто многу големо.
за нешто посебно. Минатиот пат говоревме за критиките, тоест во својата величина сметале дека имаат право да ги судат другите. Објект на суд бил и самиот апостол Павле. Дури, нели, сметале дека можете него да го судат. Павле одговора на тој суд со зборовите дека не му значи ништо, зашто единственото кое е важно за него е што Христос мисли, што Христос ќе каже. И потоа им одговора како да го решат проблемот со гордоста, тоест става себе си како пример. Погледнете ме или подражавајте ме во вашиот христијански живот. Јас сум смирен служител, скромен служител, понизен служител. И тоа е вистинскиот модел за служење. Понатаму ги подсетува на тоа дека единствено Словото е авторитетот, зашто ако поставиме друг авторитет, човечки или ние самите, ако се поставиме како авторитет, тогаш ќе најдеме многу аргументи зашто да бидеме горделиви. Ги подсетува исто така дека се што имат, буквално се што имат, им е дадено по благодат. А оној што добил нема право да се фали. Може да го фали само оној кој му дал. Ако некој се фали, да се фали само со Господ. И сега ако завршуваме овој дел, оваа тема со проблемот за гордоста. Од 8 до 21 стиховете што ги прочитавме, апостол Павле дава завршни зборови за оваа тема, завршни совети, и во еден силен контраст ги споредува нив или представата што они имат за себе според очекувањата што ги имале од христијанството и представата за самиот Павле, она што стоја има за себе, тоест реалноста на христијанскиот живот. На едната страна е илузијата, погрешната представа, погрешните очекувања на коринтијаните, од другата страна реалноста на христијанскиот живот, представен во примерот на апостол Павле. И последните веќе стихови од 14 до 21 се последните совети за оваа тема. Апостол Павле како татко, грижлив татко, им дава некои совети. Тонот е многу понежен, многу поинаков од оној во претходните стихови или оно што го знаеме од претходните глави. Ајде да видиме прво кој е проблемот или која е представата што има, кои се нивните погрешни очекувања, или може да кажеме дури тоа е една форма на просперитетно учење на коринтијаните, на познато и денес, нели, современо учење на мнози на христијани за просперитетен живот. Значи, црквата во Коринт има многу проблеми. Црквата во Коринт е поделена. Групите меѓу себе се во спор, во кавга, во завист, во докажувања. И овде можеме да видиме многу јасно веќе што стои зад таквите проблеми, таквата реалност од црквата во Коринт. Лажната представа за тоа какви треба да бидат или какви тие мислат дека се, лажните очекувања од верата во Христос нанело многу штети на односите и понатаму нели поделбите. Ти имале погрешни разбирања за природата на христијанскиот живот. Апостол Павле, сега, ова е ставено во контраст со, ако го читате текстот, ќе видите дека овде ќе има додатоци. Заситени сте веќе така натаму, а тој во меѓувреме кажува нешто друго за себе. Така е, нели, запишено. Јас го извадив само она што Павле го вели за нив. Тоест, ова што го пишува Павле за коринтијаните е она што самите коринтијани го кажуваат за себе. Павле не си го измислил тоа. И кога Павле вели вие сте такви, тој не сака да каже дека навистина сте такви, дека навистина се богати, се славни, се мудри и така натаму. Тој само го покажа со иронија, нели, со цинизам дури, го
кажува она што тие го имат за себе како представа. А таа представа тие добиле, бидејќи сметале дека треба да бидат такви, заслужуваат да бидат такви, тие се нешто посебно. Тоа се нивните очекувања и тие ги исполнуваат очекувањата. Презаситени сте веќе, се збогативте веќе, се зацаривте веќе. Вие сте мудри во Христос, силни сте и вие сте славни. И ако ги видиме, така ги разгледаме, и ако видиме целиот контекст за мудрост, за сила, за слава, всушност Павле им вели, вие достигнавте совршенство. Тоа сметате дека достигнавте совршенство. И атрибутите кои овде ги спомнува Павле се однесуваат за една слава која христијанот ќе ја има на вистина. И како сила, и како власт, и како царување, и како престоли. Меѓутоа нешто што и како богатство, изобилие. Меѓутоа нешто што не е реално сега, но се очекува дека ќе дојде. Освен, можеби, презаситеноста и богатството, сите останати работи се однесуваат на духовни квалитети, на духовни благодети, не се материјални. Вклучен е некој материјален просперитет, но повеќе апостол Павле говори за некои духовни своји особини кои ги добиле, духовни богатства, а кои реално другите христијани ги немат. Има иронија, има и сарказам. Тие се однесувале, и тој на крајот завршил со славата. И всушност овдека зборот е прославување. Вие веќе се прославивте. Вие веќе сте во славата која сите очекуваме дека ќе дојде со Христос. Вие веќе сте прославени со небесната слава. Ние имаме се. Клучен збор што вие имате некоја духовна супериорност. Клучниот збор што овдека апостол Павле го употребува е зборот веќе, на два пати. Презаситени сте веќе, вие сте силни, вие сте славни, тоа е во 8 стих и понатаму, не сум го напишал овдека, на втор пат, вие сте силни, вие сте славни, пак треба да има и овдека веќе. Тоест, веќе се остварило во вашиот живот онаа што се очекува дека ќе се случи. Веќе имате се, веќе имате изобилство, не ви треба ништо повеќе. Презаситени сте. Кога некој ќе се презасити, тоа значи дека повеќе не му треба. Има повеќе од колку што е потребно. Нема веќе. Не ви треба повеќе знаење. Вие се презаситивте со мудрост. Вие знаете веќе се. Не постои за вас некаква тајна во духовниот живот. Вие го познавате веќе Бог како да сте во Божјото царство. Нема страдање, нема тага, нема сиромаштија, нема болка. Совршенство. Веќе живеете живот на небото. Она што го очекуваме дека ќе дојде со Христос, вие веќе го живеете тоа. И одовде, всушност, станува јасно кој е и проблемот, или од каде доаѓа тој проблем со нивната гордост. Ако тие знаат се, ако тие се веќе силни, кога говориме за сила, тоа контекстот е духовен, тоа значи дека тие го решили проблемот и со гревот повеќе. Тие не се борат со грев. Зошто тие се силни, тие имат власт. Тие се зацарени, на престоли се наоѓаат. Тие се прославени со Божја слава. И ако тие се во таква состојба, тогаш како нормално е да гледаш на другите кои не ги постигнали тие работи, како на христијани од пониска класа. Тоест, тие не се како нас. Тие се уште се борат со гревот, тие се уште страдат, тие се уште се слаби во духовен поглед, тие не знаат
многу нешто им не достига. Кој е како нас? И проблемот за борбите внатре во самата црква меѓу групите е во докажување кој е поголем од другиот. Кој повеќе достигнал до небесни височини од другиот. Кој е ниската класа во духовен поглед, кој е високата класа. Самата погрешна представа за природата на христијанството, нивното очекување дека сега христијанството ќе ги направи нешто големо, повеќе од другите, тоест оние благодети кои ги очекуваме во небесната слава дека ќе ги имаме сега, ги прави да живеат со таквата илузија, дека тие се веќе нешто повеќе. А која е всушност реалноста? И зошто апостол Павле кажува, а тој во каков живот живее? За да ја представи абсурдноста на нивната представа, на нивните очекувања. Каков е Павле? Мислам дека нас апостолите Бог не прикажа најпоследни или најдолни. Ако има некоја градација, например почнуваме од цареви, а они се веќе цареви, најниското, најдолу се осудените на смрт. Тие се најниско дури и меѓу криминалците поставени, меѓу разбойниците. Има разбойници кои ќе ги осудат за затвор, има разбойници кои ќе ги осудат на смрт. Вика, ние сме во тој поглед, на вашата скала, на последното место, како осуденици на смрт. Бидејќи станавме гледка за светот. Тоест, нашиот живот е најдобрата илустрација на една ништожност, на една понизност. Ние сме безумни заради Христос, а вие сте мудри во Христос. Ние сме немокни, а вие сте силни. Вие сте славни, а ние сме безчестни. Ако вие ја стигнавте небесната слава, ние сме најпрезрените во овој свет од сите. Понатаму продолжува, до овој час ние и гладуваме, и жеднееме, и необлечени одиме. Не пијат и скитаме по светот, се трудиме, работејќи со своји раце. Кога не проколнуваат, ние благословуваме. Кога не го натрпиме, кога хулат на нас, ние отешуваме. Станавме како ѓубриште на овој свет, како испарлен смет од сите луѓе досега. Ете колку е голема разликата меѓу представата што коринтијаните имат за себе и представата што Павле ја има за себе. Коринтијаните сметале дека треба да бидат такви. Тоа се нивните очекувања и ние ќе бидеме такви. Павле знае што значи животот во Христос, реално, и тој е таков каков што е реален христијанскиот живот. Тој живее реален христијански живот. Тоа е сегашната реалност. Овдека Павле користи до овој час два пати. Од она веќе, вие веќе сте, вие постигнавте веќе. И достигнавте до совршенство. А Павле вели, сега, во сегашноста, ние сме такви. Ако вие сте во на друго ниво веќе сте го успеале, ние се уште живееме на земјата. Ако вие веќе сте на небото, ние осознаваме дека сме се уште на земјата. И така е на земјата. На земјата е она што Павле го представува овде, го опишува. Тоа е хулен, меѓутоа утешува. Кога го проколнуваат, благословува. Кога го гонат, трпи. И тука многу јасно Павле го опишува резултатот, последиците ги опишува од тие различни очекувања. Коринтијаните очекувале дека во Христос ќе станат нешто големо, тоест ќе се издигнат до облаците и тоа ќе им даде право да гледат на другите од високо, да ги осудуваат и да ги презираат. А Павле, кој пак е презрен и кој живее во понизност, на
хулите одговара со благослови. На маките одговара со трпение. На нападите со утешување. Зашто тој знае дека неговата мисија овдека на земјата не да биде нешто повеќе од другите, не да се докажува пред другите, неговата мисија е да ги привлекува другите да се помируваат со Христос. Кога имаме такви погрешни очекувања, или какви што имаат овдека, едната опасност е гордоста. Ние сме нешто повеќе од другите и нормално е и да се однесуваме како нешто повеќе од другите. И има такви христијани кои заради учењето, заради доктрината, заради некои дарби, заради служења, сметаат дека се повеќе од другите и доаѓа гордоста. Например, има харизматски кругови кои имаат дарби, кои ги немаат другите, имаат искуства, кои ги немаат другите, едат ние сме повеќе од другите. Имах просперитетни учени кои велат, ние веруваме повеќе, живееме свет живот повеќе и затоа сме здрави, богати, успешни. Имаме повеќе пари. И навистина таквите христијаните кои следат такво учење, имаат повеќе пари. Најбогатите проповедници во светот се оние кои проповедат просперитетно евангелие. Меѓутоа, не е причината во светоста, не е суштината на нештата во безгрешноста и така натаму. Тие си поставили за цел да бидат богати. Тие си поставили за цел да собираат пари. И тоа им е основата на службата. Тоа им е целта на работата. Меѓутоа, има и една друга опасност во таквите ситуации. Имаше еден таков случај во Бугарија, во една црква во Софија, која следа просперитетно ученик учеа, ако веруваш вистински, ако живееш свет живот, ти ќе бидеш здрав, богат и така натаму. И во таа црква една девојка се разболи од мултиплекс склероза. И почна сите да ја обвинуваат дека направила греф, дека е она виновна за таа ситуација и дека треба се покае, и таа се покајуваше, болеста си остана. И на крајот, последниот чекор на црквата беше да ја избрка. Ја избрка од црква, бидејќи е болна. И не може да бидеш болен ако си христијанин. И таа жена почна да живее со самообвинувања. Јас сум грешна, јас сум недостојна, јас не заслужувам ништо. Последиците од таквите нереални очекувања или представи кои се нудат се лоши, или гордост, или обвинувања. Затоа Павле всушност вели, разбирајте го времето. Ние се уште, не веќе, се уште не сме. Се уште живееме во очекување на славата која треба да дојде. Тогаш ќе се отиде гревот, ќе се отиде да секуваш. Тогаш солзите ќе престанат. Тогаш нема да има тага, тогаш нема да има болка, тогаш нема да има смрт. Сега живееме во поинаква реалност. Да се следи Христос е убаво искуство, пријатно искуство е. Меѓутоа, честопати тоа искуство ќе биде натопено со солзи. Сега, со Божјата благодат, напредуваме. И треба да имаме очекување. Нормално да очекуваме денес да сме поинакви од вчера, а утре пак да не сме како денес. Тоа треба да биде нашето очекување. Но исто така, треба да бидеме реални дека таа промена, тој прогрес е процес кој е макотрапен и не е брз, бавен е. И е вклучен со многу напор, со многу маки. Сега напредуваме, нели, во светоста, но не сме совршени. Ќе дојде совршеност еден ден. Сега со силата на Духот можеме да кажеме: Господи, ќе трпиме.
и Бог ни дава сила. Но таа сила доаѓа пак во несовршени тела. И таа сила не ги прави нашите тела совршени. И таа сила доаѓа во несовршени тела кои действуваат или живеат во еден несовршен свет, кој е целосно погоден од гревот. Се тоа реалности околу нас. Значи, лажните очекувања се плодна почва. Плодна почва за многу проблеми во христијанскиот живот. Затоа тие треба да одговараат на реалноста. Коринтијаните велеле веќе сме совршени. Павле вели до овој час, и тој два пати го кажува. Во 11 стих, до овој час ние гладуваме. На крајот завршува до сега. Говори ова, на земјата е така. Вие веќе сте на небото, но ние на земјата сме и на земјата е така, како што јас пишувам дека е. И откако завршува со овој многу директен укор, кој сигурно коринтијаните го разбрале. Не може да тој јасен контраст, екстремен од небесни височини кон најниски нивоа на земјата, да не ги видат. И кога завршува, го менува многу тонот, може би се вика претерав или треба да го омекнам, и го омекнува, навистина. И вели, но ова ви го пишувам не за да ве посрамам, туку да ве вразумам, како мој возлюбени чеда. Зашто ако имате и 10 или до учители во Христос, сепак немате многу татковци, бидејќи јас се перодив во Исус преку Христос, во Христос преку Евангелието. Толку го омекнува, што вели, дава една таква семејна, родителска метафора. Вие сите си имате деца, родители сте, и кој од вас, кога укорува, го прави тоа за да го посрами детето, да го навреди, да го повреди или да му наштети. Јас сум вашиот родител, јас сум вашиот татко, имате многу учители, но јас ве родив, јас ве донесов до Христос, јас ве учев, јас ви го представих Евангелието, јас ја основав црквата во Корин, јас ги имам татковските чувства кон вас. И се што ви пишав до сега, колку да извучи тешко, колку и да е осудувачки, колку и да е тирански, не знам како да кажам, е напишено како од родител кон дете, како од татко кон своите деца. Вие сте застраниле многу, вие сте на ивица на пропаст, и јас морам да применам мерки, како родител, како татко кон своите деца. И овде користи средства кои, или начини, техники кои сите ние ги користиме како родители, многу познати. Прво им вели, затоа ве молам, бидете мои поддржаватели, како што сум јас на Христос, или бидете мои имитатори, земете мене за пример. И тоа многу често го правиме ние со децата. Кога ќе направат нешто, ќе им кажеме, кога си не видел нас ние да го правиме тоа, како родители. Децата во нивниот растеж поминуваат низ фази, се дружат со секакви деца во школа, па знаат да дојдете со псовка или со некој друг збор кој го чуле, и обично нашата реакција, кога си не чул, многу родители во светот не можат тоа да го кажат, но повеќето или не сите христијани родители можат да кажат. Кога си не чул ние да кажеме така, или да сме го направиле тоа. Кога си не видел, така да правиме. Личниот пример. И тој им вели, кога сте не виделе нас, мене, Аполос, Петар, така да се однесуваме како. Кога тој пример сте го виделе кај нас. Кога нас сте не виделе да се фалиме дека сме станеле кој знае што Божјата слава. Прво, нели, еве реалноста, гледајте на нас. Наместо, нели, фалба, гордост, надменост, кој, нели, вие покажувате, следете го нашиот нормален христијански живот. Бидете, тука во оригиналниот збор е имитатес, бидете имитатори мои, како што јас сум имитатор на Христос. Јас го имитирам Христос
го следам Христос, а Христос ме води кон крстот. А на крстот има страдање и умирање. Тоа е крстот. Потоа следното средство дава, го повикува на помош поголемиот брат. И вели: браке, затоа го пратив кај вас Тимотеј, кој ми е возлюбено и верно чедо во Господ. Тој ќе ви ги напомни патиштата мои во Христос, како што учам на секаде и во секоја црква. И Тимотеј ми е дете. И тој ми е син. Јас сум му татко. А тој ви е брат. Викате, тој ви е постар брат. Тимотеј е уште отпорано во верата. Па, еве, тој ќе дојде и тој ќе ви каже дали не е така, како што јас ви велам. Дали не правам така, како што ви напишав. И ние го правиме и тоа. Например, сега кога порасна Ани и Лидија, многу пати им викаме: кажете им на Андреј и на Емануил. Дај, ние им кажуваме, ама вие како повозрастни кои сте поминале веќе, потврдите дека е така. И многу пати сме го забележале дека нивната реакција действува повеќе, зашто е сепак од нивно ниво кажна. Не е некој родител кој само знае да попува, туку еве, повозрастниот брат и сестра потврдуваат веќе тие се истата категорија, тие се деца, не се родители. Така да и овдека Павле вели: Тимотеј, вашиот постар брат, моето верно дете, тој ќе ви каже, ќе ви напомни, ќе ви потврди дека е така. И на крајот ми вели: само ако ви дојдем или само кога ќе ви дојдем. Не, тогаш мислете му. И тоа многу действа. Тоа действува успешно. Ние го разбравме, уште кога беше Ани 2 години, колку беше, и кога 100 пати ќе кажеш не така, не прави тоа, не прави тоа, и не успева, и почнуваш да броиш. Е, сега бројам до 3. И почнуваш да броиш. И веќе на 2 има успех. Не знам од кај доаѓа тоа, но кога ќе кажа: сега ќе ти дојдам, тоа знак. А кај нив немал успех, добро. Така. Ние го користиме истото, кон децата велиме: држи му се кога ќе дојдам. Кога ќе дојдам, или ќе бидам полн со љубов и добрина, а или ќе бидам со стап. Од вас зависи кога ќе дојдам каков ќе бидам. Тоест, од вашето поведение до моето доаѓање, од тоа што го чуем од Тимотеј кога ќе дојде, ќе се врати, какви сте, ќе зависи како ќе дојдам. Јас ќе дојдам, ама да му ја мислите. Се разбира, тој сака кога ќе дојде, да дојде со љубов и кроток дух. Последниот стих е: што сакате, со стапли да дојдем кај вас или со љубов и кроток дух? Така и ни ве, што сакате сега? Да дојдам со стап или да дојдам со нежност? А како ќе дојдам, зависи од вашето однесување. Сепак на крајот на краиштата Павле сака да дојде со љубов и кроток дух, но знае дека дисциплината е потребна. Ако не се поправат, тој ќе треба да дојде со стап и така да ги коригира на вистинскиот пат. Ако треба да примени дисциплински мерки, ќе ги примени за нивно добро, како родител, како татко. Не затоа што ги мрази, не затоа што им зодеало од нив, туку бидејќи го мисли и доброто за нив. И ќе видам на лице место, вашето веќе сме е само зборови или е сила од Божјото царство. Ќе ги познам не зборовите, туку силата на оние што се возгордеале. Зашто царството Божјо не е во зборови, туку во сила. И тогаш кога ќе дојдем, ќе видиме стварно што сте. Дали само се зборови, дека сте мудри, дека сте силни, дека сте славни, или пак навистина има сила во сето тоа. На кратко еден заклучок. Павле многу пишува, многу совети дава. Основното во сето тоа е Христос, во Христос. Како што јас правам, нели, го следам Христос, така и вие. Основниот повик
е повик за покаяние. Основниот повик е да дојдат пред Христос, да се покаят. И Христос тогаш ќе ги ослободи од тој христијански перформанс што го прават, кој е само зборови, кој е само некаква глума, кој е само некаква сцена, а нема никаква сила. Христос ќе го ослободи, вели Павле, и ќе ви даде сила, сила која навистина ќе ве променува. Да, таа промена нема да е сладка, нема да е така гламурозна, ќе е болна, макотрапна, но ќе е вистинска и ќе води кон Христос. Основниот повик на апостол Павле е покаяние. Христијанството нивно на крајот на краиштата да не биде само во големи зборови, туку да биде во сила. Силата на Божјото царство. И добро и ние да се проверуваме дали, бидејќи Божјото царство не е во зборови, туку во сила, дали во нашиот христијански живот има сила, реална сила или зборови. И очекувањата. Очигледно во црквата, и тоа ќе го видиме понатаму, во Коринт имало лажни учители кои ширеле лажни учени и давале лажни надежи за христијанството. Тука биле гностиците кои ветувале, сега што го прифатиш нашето учење, ќе биде идеален христијанскиот живот. И денес има такви учители. И го прават тоа најмногу за да ги полнат своите джебови. Ветуваат просперитет, за да просперират самите тие по материјален поглед. Таквото учење е лага, голема лага, измама на сатаната, која носи големи штети за црквата, зашто нуди нереално христијанство. А рековме, нереалните нешта имат последици. Водат или кон гордост, или кон обвинувања, или кон разочарување, кон различни работи. Христос ни ветил дека ќе имаме маки. Но исто така ни ветил дека ќе биде со нас до крајот и ќе ни дава сила. Тој ветил дека нема да не напушти. Тој ветил дека нема да не остави. Тој ветил дека нема да не изневери. Но не ветил дека ќе биде се мед и млеко. Ни ветил дека ќе дојде во слава и нас ќе не прослави. И ние веруваме дека таа слава навистина ќе дојде. И тоа е нашата надеж. Живееме во реалноста, во макотрпниот процес на духовно изградување, градење на характер, служење и така натаму, со сигурната надеж дека славата која се уште не е, сигурно ќе биде еден ден. Тоа треба да не води. Тоа е она што Павле сака да ни го каже. И така и да живееме.